Во духот на неколку од должностите, односно одговорностите на парламентот, па и на самата оваа комисија, би сакал да направам една анализа во однос на системската пропуст за општо за трагедиите кои што ни се дешаваат на институционално ниво, но и посебно за оваа најтазе која што беше во дискотеката Пулс во Кочани. За жал, досега ние видовме многу вакви трагични случаи кои што секогаш на почетокот сите наслови укажуваа на тоа дека ова се системски пропусти. И после сите овие, значи почнувајќи од поплавата во Стајковци, од поновите трагедии како случајот Ласкарци, Дурмотурс, модуларните болници, еве сега и Кочани. И секогаш она што се истакнува од сите страни е системскиот пропуст. А што значи тоа? Тоа значи дека едно е кривичната одговорност на луѓето задолжени во тој момент, во таа определена област, во таа определена институција, задолжени да направат нешто, а со нивното непостапување или противзаконско постапување придонеле да нас ни се случи една трагедија каде што отпосле ние увидуваме дека има системски пропусти. Но никогаш после ова не сме се обиделе на вистина да го реформираме системот. Секогаш правиме одредени корекции. И сега истото ни се случува и ова со дискотеката Пулс во Кочани. Накратко, јас како пратеник на Собранието на Република Македонија ќе се обидам да се изземам од морализаторството во однос на случајот и да пробам да рационализирам за воиднина да може да апелирам не само кон оваа гарнитура на власт, туку и кон моите колеги пратеници, кои што во крајна линија не сме представници на политичките партии, ние сме формално да, но нивниот мандат е императивен и политичката партија која што ги праќа не може да им го одземе. Од тука, само да ве потсетам, а ова важи и за сите претходни трагедии, да ве потсетам што се случуваше таксативно, кои институции потврлија во случајот со дискотеката Пулс. Најпрво општината. Градежниот инспекторат на општината апсолутно ништо нема направено по ова. И тоа не мора да биде дека направил нешто спротивно на законот, што овозможило да работи дискотеката противправно и довело до една ваков случај. Дури и со неговото неправење ништо, со немањето капацитет на овие инспекторати, тоа не е случај само со општина Кочани, тоа е случај со сите општини во Република Македонија, практично ние не можеме да ги контролираме јавните објекти. Легализацијата што е направена без архитектонски проект, без план за градба, практично и самото име на тие закони ви кажува дека се легализираат нелегални дивоградби. Значи, ние еднаш за секогаш мораме да престанеме со ова. Потоа ја имаме Дирекцијата за заштита и спасување. Никогаш во 9 години противправно работење на оваа дискотека, никогаш нема направено инспекција. Нема извршена инспекција во овој објект. Објектот нема разни, значи од делокруг на работата на Дирекцијата за заштита и спасување има еден куп пропусти кои што објектот ги се констатирани од после тоа. Но ниту еднаш не е постапено од овој инспекторат за да видиме што е проблемот. Можеби ќе алармирало за некои други институции по своите надлежности да постапат.
Министерството за економија. Не само што лиценцата е издадена без да се исполнат условите, туку истата е фалсификувана понатаму. И тоа никој не го контролира. Значи, година и пол или 2 години работи, објектот со фалсификувана лиценца, и ние гледаме дека немаме можност тоа да го провериме. Односно, Министерството за економија тоа не го констатирало и соодветно на тоа никаде не алармирало. Практично, потоа, од луѓето кои што навистина подробно ја разбираат оваа материја, се утврдува дека, во суштина, за сите вакви слични објекти низ државата, ваквата лиценца се третира буквално како само лист хартија. Како нешто што треба да доставиме дополнително до службеничката за да земеме извод. Тоа го констатира понатаму секоја анализа, секој допир со овој случај го констатира истото. И ние не гледаме промени во однос на тоа. Понатаму го имаме Министерството за внатрешни работи. Не само што не се детектирани сите овие фалсификати кои што се надлежно на други институции. Значи, службениците на МВР, редовни гости во овој објект, кабаре да го наречам, затоа што така работело, толку време се редовни гости во овој објект, никогаш не констатирале, не алармирале дека таму влегуваат малолетници, се точи алкохол на малолетници, има премногу луѓе од тоа, значи нема премногу 20-30%, 3 пати повеќе луѓе од тоа што е дозволено. Значи тоа еден нормален, не со курс од 6 месеци полициски службеник може да го увиди со голо око. Значи ние немаме никаков аларм, освен што се вршеле некакви рации од страна на полицијата. Државниот пазарен инспекторат. Државниот пазарен инспекторат не постои. Не постои. Тоа е институција која што постои само за службено возило, има директор, директорот има своји вработени, кои што предпоставувам немаат никаква координација. Значи, Државниот пазарен инспекторат практично не само во овој случај, не постои во држава. Тоа не прави никакви инспекции. Трудов инспекторат воопшто да не правиме муабет. Вработените тука увидовме после оваа трагедија дека вработените во суштина работеле без никакви услови, без основни услови. Што правиме сега со вработените во другите вакви објекти? УЈП, иако еднаш во овој случај издава забрана за работа поради некој прекршок на овој објект, потоа не прави контрола дали тоа се е ефектуирало. И надоле, дали општината, дали Министерството за внатрешни работи, дали не знам која друга институција, се губи, се фрагментира одговорност. Не знаеме кој е одговорен. Што укажува се тоа? Значи имаме пред се децентрализација која што апсолутно е нефункционална. Значи ние обидувајќи се, алармираме цело време дека децентрализацијата во Република Македонија е нефункционална, она постои само на хартија, дека законот за територијална поделба не е по функција, туку е етнички поделен и тоа ги прави локалните единици нефункционални. Значи тоа е факт. И ние го гледаме сето ова според постапувањето на општина Кочани. Значи, замислете, на општина како Кочани, и такви ги има скоро 80% во македонската држава, му е доверено градежен инспекторат. Нема капацитети луѓе. Значи, нашиот
ваков инспекторат во Министерството за транспорт и врски нема капацитети да направи инспекција како што треба во сите објекти, а не пак во една општина. Мораме да констатираме дека децентрализацијата на локалните единици мора да се смени. Че мораме да направиме функционални и да им дадеме онолку одговорност на локалните единици колку што можат во тој момент да се носат. Ако сакаме да ги следиме европските регулативи кои што ни наметнуваат што поголема децентрализација, треба најпрво да работиме на капацитети, на градење на капацитети на локалните единици, на градење на систем, каде што тие ќе можат да бидат самоодржливи практично и да можат да ги во еден нормален квалитетна јавна услуга да ги исполнуваат своите обврски и тогаш постепено да ја правиме децентрализацијата. А не само во Европската унија ќе се донесе декларацијата за локална самоуправа и ние само ја преведуваме тука, ја усвојуваме и правиме децентрализација на општините. Не, тоа не е така. Тоа не може да биде така. Че ние не сме развиена централноевропска држава. Ние мораме нашите прилики да ги земаме во обзир при инкорпорирање на нивните прописи и правила. Децентрализацијата е кобна во Република Македонија. Тоа не се гледа само по контрола на овие јавни објекти, тоа се гледа по нивната услуга за згрижување на предучилишна возраст, за домување, по однос на хигиената и ред други работи. Потоа увидовме дека приватизацијата на услугата безбедност со приватни агенции за обезбедување не само што е извор на криминал, тоа е и основниот постулат на одбегнување на одговорноста на вистина на институциите кои што треба да се грижат за ова. Што се случува? Ние ако имаме некој, не мора да е тоа комерцијален објект во наша собственост. Ние нашите куки не можеме да бараме одговорност од Министерството за внатрешни работи. Ние сме приморани да ангажираме приватна агенција за обезбедување за тие да не бидат во постојан удар на кражба или други работи. Значи изричито агенциите за приватно обезбедување треба да се строго да се регулираат, па би рекол во овој момент и целосно да се забранат, додека не воспоставиме некаков систем каде што они би можеле да оперираат, но никако тие да обезбедуваат јавни настани. Таа одговорност мора да ја прифати МВР. Ние имаме, цело време имаме повеќе и повеќе службеници во Министерството за внатрешни работи, а имаме помала и помала одговорност на ова министерство. Очигледно е дека имаме и институционална фрагментација. Значи, ние имаме за една работа одговорност во некој дел на Дирекцијата за спасување, во некој дел на општината, во некој дел на Министерството за економија, во некој дел на Министерството за транспорт и врски, во некој дел на Државниот пазарни инспекторат, па на од други подинституции во сите овие институции и практично имаме фрагментирана институционална одговорност што доведува до еден хаос во одредување на точната одговорност како сето ова се случило. Кој на вистина потврдил? Понатаму, овој сектор, да кажам, не знам како стручно го наречам, ќе го наречам сектор за ноќен живот во економијата. Овој сектор очигледно дека функционира 90% во сивата зона на економијата. Што значи тоа? Тука не се работи само за неиздавање фискални за продадените карти. Туку кога вработените на
вработени само 2 дена во неделата, вработени 1 месец, на испомош, не знам, добавување на роба, разни материјали, ангажирање на бендови, сето тоа влегува во сивата зона на економијата, што практично оневозможува институциите одговорни за безбедноста да имаат одреден аларм што таму навистина се случува и дали по процедурите еден таков објект кој што работи ваква сензитивна ствар навистина ги исполнува безбедносните услови. И не се работи само за вакви круцијални безбедносни услови. Дури и за хигиенските услови во нашите објекти од угостителството навистина е голем проблем. Што треба ние да... Значи, треба да се случи некое масовно разболување на населението при посета на некој ваков објект, за да се алармираме повторно и да бараме каде е проблемот. Како што ги спомнав и претходните вакви случаи, каде што очигледно беше системското потврлање и системските пропусти во тоа што доведоа до една таква катастрофа, нас не може да ни се случи една трагедија во 30 години и да кажеме дека тоа е дело на судбината. Дури една да не е тоа дело на судбината. Затоа постои државата, затоа постојат институциите од јавен интерес. Ние мораме секогаш да се навратиме наназад, да ги детектираме еднаш сите овие системски пропусти и да седнеме да работиме на системско решение нивно. Ние до сега не видовме никакво предложено системско решение, освен што забранивме пиротехника, која што гледаме дека на многу настани повторно се употребува. И за тоа не е никој казнен. Јас се сомневам дека не се работи само за волјата на извршната власт во однос на контролите. Туку исто така се работи и за постоењето на капацитетите на овие јавни институции. Извршната власт не треба да се плаши да признае дека нема капацитет. Дека институционален капацитет. Да не ме сватите погрешно, колеги, не дека нема професионален, односно кадровски капацитет самата извршна власт. Туку институциите со кои раководи немаат капацитет и тоа не може преку ноќ да се смени. Ние мораме да ги расчистиме институциите кои што се непотребни, кои што се приклапаат при одговорностите. Значи, ние не можеме да кажеме на судството кое што има толкави критики, кое што има една од најлошите јавни репутации во јавноста, ние за неефикасната правда да кажеме дека тоа е независна институција и ние не сме криви ради тоа. Дури и пазите што се случува. Дури и судството да донесе одредена пресуда. Повторно правдата не се задоволува. Најтазе пример за тоа е новоосудениот за случајот во Ласкарци, кој што пред неколку дена стана недостапен за органите на прогон. И што треба сега да правиме? Значи, недостапен е Артан Груби за органите на прогон. Недостапен е тој неговиот помошник. Недостапен е тој другиот кој што извршил 3 убиства. Недостапен е тој кој што... Недостапен е овој кој што бил технички одговорен за автобусите во трагедијата од Ласкарци. Значи, стануваат луѓето осудени, недостапни за прогон. Сега и за ова ли не сме одговорни ние, туку судската власт е одговорна? Не, ние сме практично највисокото тело во државата, со најголемата одговорност, и ние мораме заеднички да се соочиме со
со овие факти, кои што непобитно ни покажуваат дека не можеме да дојдеме во позиција да ги управуваме институциите, а при тоа да не се обидеме да ги смениме нивните капацитети, нивните надлежности, да го смениме нивниот начин на функционирање и целосно да го преуредиме политичкиот систем. Не се работи само за луѓето кои што ги управуваат тие институции. Че ние за да ги задоволиме барањата на нашите джуниор партнери, на нашите господари од надвор од Републиката, без разлика дали се од запад и од исток, за да ги задоволиме апетитите на нашите финансиери, ние да премолчиме на очигледната институционална трулост. Сувопарните соопштенија од типот дека оставаме независната власт да си го работи своето, веќе не се излез од оваа ситуација. Оттаму мораме да се зафатиме со најтешките работи. А тоа е да направиме еден комплетен, нов политички систем со многу помалку институции, со јасно утврдена одговорност, а не фрагментирање на институциите, фрагментирање на тела кои што обврските и одговорниците им се преклапаат, не со изговори дека тоа не е наша работа, ние сме тука, ние имаме одговорност, ние ги носиме крај крајва сите прописи по кои што работат и се организирани тие институции и ние треба да ги промениме. Благодарам.